почитувани представници на медиумите, дојди сме како одговорна советничка група на Социјалдемократскиот сојуз во Советот на општина Прилеп да запознаеме прилепската и македонската јавност со тоа што вчера се случуваше на воредната седница на Советот на општината Прилеп. На вчерашната седница не беа поканети и присутни истинските тутунари, предводени од нивниот штрајкувачки одбор, кои патен цело време за жал се третирани како насилници, криминалци и деструктивци од централната и локалната власт на ДПМН. Целиот амбиент на седмицата во режија на ВМРО ДПМН наликуваше за овие 2 години невиден театар, најблагоречено трагикомедија со статисти, селективно избрани партиски војници, наводно тутунари. Бевте присутни во големиот дел од вас таму, забележавте во салата луѓе, директори на јавни предпријатија, директори на сектори во локалната самоуправа, по некој вработен по јавните комунални предпријатија кои што во работно време излегуваат да изиграваат статисти како поддржувачи на актуелната политика што ја води локалната власт, една цела смена од тутунскиот комбинат под водство на генералниот директор. Дали мислеа да презентираат сила, да ја заплашат опозицијата со овака исполнета сала, повторно со директори на јавни предпријатија, со началникот на полицијата. Така да имаме повеќе докази и што не беше за нас за големо изненадување, што на момент ја и ова фотографија сакам да ја прокоментирам. Овој истиот господин сега загрижен тутунар, а пред неколку месеци беше загрижен млекопроизводител и се штекуваше пред седиштето на основната организација на СДС на Прилеп. Значи, во една таква електризирана атмосфера, никогаш толку преполна сала и за одлуки што се носеле помалку важни од овие, се одвиваше работата на ова воредна седница, што патем за ваша информација свикавме ние како советничка група. Значи, загрозени сме од индолентниот пристап кон овој горлив проблем за Прилеп од страна на владеечкото мнозинство во Советот на општина Прилеп, што за жал вчера донесе еден таков празен политички памфлет, кој што нарекува документ на брзина составен во текот на седницата, во кој потполно се поценува маката на тутунарите. Тоа беше еден празен лист со 4 просто проширени реченици, лошо склопени, кои оддалеку не се решенија за тутунарите што ги очекуваат една таква сериозна институција како што е Советот. Господа од ВМРО ДПМН, со првите 2, така наречени заклучоци, сами признавате дека тутунарите се во право. Вие вчера ги добивте заклучоците, што беа изгласани, и знаете дека првите 2 заклучоци тотално се во прилог на нашата теза дека при откупот на оваа реколта тотално не се почитуваат законите и дека тутунарите се во право. Со они докажуваат дека после 1 месец од отпочнувањето со откупот на тутунот, откупувачите не се придржуваат до подпишаните договори и дека проценката по класи не е реална. Сакајќи сето тоа наивно да го прикриете, со вашите субвенции само се убедувате да купите социјален мир, но за жал оваа година не успеавте во тоа, бидејќи актуелната скапотија изеде се. Истите тие луѓе, што се трудите да ги прикажете како задоволници, за жал се се уште посиромашни. По однос на 3-тиот и 4-тиот така наречен заклучок, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија јавно од почеток соопшти дека ги поддржува барањата на вистинските намачени тутунари и тука нема ништо спорно во јавноста и према нас. Поставуваме едно прашање, и тоа е едно круцијално прашање. Зошто вие, господа од ДПМН, не ги поддржувате барањата на тутунарите? За вие, господа од ВМРО ДПМН, ги злоупотребивте тутунарите во 2006 година, кога јавно на блокадите во состав сегашниот наш градоначалник Марија Ристевски и сегашните актуелни пратеници Ватко Ѓорчев и Панче Дамески се качуваа по тракторите, лежеа на асфалтот, патетични изјави даваа и заедно со тутунарите беа цело време. А сега, кога се опозиција на власт,
истите тие, што ги спомнав, немаат доблест ниту да се соочат со истите тутунари, да не разговарат, а камо да им се исподат во очите. Господа претеници од власта, ги имаме во нашиот парламент. Зарем не ви беше срам да бегате по хотниците и задните врати на парламентот на Република Македонија во моменти кога пред истиот стоеа они исти луѓе кои ви донесоа на власта. За на крај, мораме да искажеме нашата зачуденост, во најблага форма кажано, како можеше мнозинството во Советот на општина Прилеп, со таква голема и неподнослива леснотија, да ги отврли сите наши предлози и заклучоци кои се базираат на автентични барања на тутунарите, а со кои што суштински би се решили проблемите со откупот на тутунот во оваа реколта во нашиот регион. А исто така, зачудени сме од истата таква леснотија што се изгласаа заклучоци, отруени во политичката омраза и гнев предизвикани од неспособноста и што е најжалосно, од немањето волја за стварно решавање на проблемите на тутунопроизводителите.